Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братја и сестри, на почетокот од нашава празнична беседа сакам да ве подсетам, но и да ве повикам да присуствувате на сенокното бдение што ќе го служиме во среда на 31 декември во 23 часот со почеток. Во чест и слава на светиот маченик Бонифатije или Бонифација, а по повод граѓанската нова година, за која што знаеме дека за мнозина значи губење на разумот. И ние токму за оние што во субстанците што предизвикуваат еуфорија и зависност наоѓаат утеха за себе во таа вечер, треба тука да се молиме, Господ да ги чува во здравје, во сила и во трезвено умие. Традиционално, значи на секој 31 декември вечерта се служи сеночното бдение. Многу често ни доаѓаат браќа и сестри од другите градови. Потоа, денеска Светата Црква Божја си спомнува на сите свети праотци, големи и свети личности од Стариот Завет, без кој што е незамислив Новиот Завет, бидејќи станува збор за луѓе и личности кои што го предрекувале и го проповедале доаѓањето на Спасителот на светот, тоа што на ден Божик ќе се случи, воплотувањето на Логосот Божи, на втората ипостас на Троичниот Бог, Синот Божи. И тие многу векови пред да се случи тоа чудесно, најголемо се разбира историско собитие во целата историја на човештвото и светов, го гледале со своите духовни очи многу јасно и прецизно. А својот народ, избраниот народ Божи, Стариот Израел, го карале и го чувале во морална чистота, иако историските искушенија кои што го напаѓале од народите од кои што бил окружен, а сите биле политеистички, освен еврејскиот народ, биле големи и непретко или напати тој народ чувар на верата во едниот Бог, знаел да падне, да се оддалечи од Бога. Овие свети души, за кои што денеска Светата Црква си спомнува, пак го чувале паметењето на едниот Бог. И секојаш кога ќе се случила апостасија, отпаѓање, оддалечувањето од едниот Бог во Троица, тие знаеле да го искараат и да го вратат назад.
дека не секогаш од Бога избраниот народ бил на висината од своето избрание, сведочи денешното Свето Евангелие, во кое што станува збор за 10 луѓе болни од лепра, тешка и неизлечлива болест. Кој што кога го виделе Христа Господа, силно извикале, ословувајќи го со учителе и барајќи од него исцеление. Христос Бог ги повикал 10 и им кажал, им благословил да отидат кај нивните свештеници и да го побарат тоа што го барат од него, од Христа Господа. И тие го послушале и патем накај синагогата се исцелиле. Ќе повторам, се работи за страшна, тешко излечлива или неизлечлива болест, како сакате. Но само 1 од 10, откако видел дека е исцелен и здрав, решил да се врати назад и да му заблагодари на Христос за излекување. Од 10 излечени, само тој не бил евреј, туку самаријан. Другите 9 излечени, припадници на избраниот народ Божи, штом го добиле тоа што го сакале, си отишле и заборавиле на се. Заборавиле конечно дека е пристојно да му се отдаде благодарност на лекарот. Вие знаете, кај нас постои култура на благодарност. За седе што си благодариме, ќе не почестат дома едно бомбонче, а ние веднаш возвраќаме со зборот благодара. За секоја и најситна добрина и внимание се трудиме да возвратиме со тој прекрасен збор. А тој прекрасен збор е името на она што се случува на секоја света литургија. Евхаристија, Евхаристија, благодарење. Кој кому благодари? Ние луѓето благодариме на Бога за дарот на животот и за секое добро што од него ни доаѓа. Кога се вратил едниот од 10, самаријанинот, и му заблагодарил на Христа, Христос гласно ја изразил својата забелешка, па нели бевте 10, каде се другите 9? Зошто ги нема 9? Тој пазарен, математички, трговски однос кон животот владее и со нас, и сега, и денес, се разбира. А ова Евангелие не подсетува дека тој менталитет, кој што е потрошувачки менталитет, е менталитет со кој што треба да се збогуваме конечно. И да му се вратиме на Христа Бога, од кого што се добиваме, а се што имаме, од него сме добиле и ништо свое немаме.
е добиено за ништо, без услови. Бог со ништо не условил. Се ни дал и ништо од нас не побарал, и не побарал, бидејќи нему баш ништо и не му треба. А нам се ни треба, за да го одржиме животот на дар од Бога приме и се што е врзано за нашето историско постоење, но и за постоењето од андестрана на историја. Буквално се. Ние сме апсолутно зависни од Бога. Секој обид, нашата целосна независност од Бога, до степен на целосно заборавање на Бога и отсуство на поимот благодара од нас Богу упатен, го плаќаме со целосно фијаско на животот, со целосна пропаст и безсмисла на се она што го правиме и особено од како сето тоа што сме намислиле ќе го направиме. Значи да му се вратиме на Господа. За пример и парадигма на нашето однесување да го земеме однесувањето на едниот од 10 Самаријанина. И за се во животот. Откако ќе станеме од постела, додека не и се вратиме, нему се милостивиот да му благодари. И да го повикуваме, да не држи во негова близина и во негово целосно присуство. А ако се случи забегување поради прелестеност од убавината на овој свет без Бога, тогаш самите од Бога треба да побараме како добар педагог, како добар воспитач на човекот и на се што е создадено да не искара. За повтор и повтор. Нему и на никој друг да му се враќа. А денот на великиот и страшен суд, денот на сеопштото воскресение, да не затекне на колена пред него сите нас собрани околу него. Во покаяние, во радост. Покаянието носи радование, вели свети Јован Златоуст. Очистени од сите наслаги, од сите пластови на согрешенија, правени, потискани во нас и од нас заборавани. И така очистени со оздравен ум и чисто срце, да му заблагодариме на Бога за дарот на животот, за неговите вечни и несмртни димензии и за секое добро. Амин.